Драги гледачи, на само неколку часа пред новата 2026 година го имам тоа задоволство да му правам интервју на единствениот и оригинален инфлуенсер, позната личност, јавна личност, звезда, мега звезда Бомбакис. Како се осеќаш на неколку часа пред нова година? Фала ти што ми ги даде сите овие епитети, иначе се осеќам феноменално, да ти кажам, и сум превозбуден за тоа што следува. Ти спремив неколку прашања за кои верувам дека оваа страна на Бомбакис ретко која знае. Има семејство, има 2 дечиња и мислам дека оваа негова страна што вечерва денеска ќе пробаме да ја откриеме, на многумина ќе им биде интересно. Па би започнал со првото прашање. Сакам да те прашам, дали веруваш во љубов и дали мислиш дека љубовта е навик? Верувам во љубов и љубовта не е навика, бајо. Као си ја сакам жена ми и само треба да се одржува страста у бракот и све да биде кој што треба, а тоа се одржува ако ги следиме правилните, мислам, вистинските вредности во животот и да си бидеме верни еден на друг. Добро, јас не те прашав дали ја сакаш жена ти, меѓутоа добро. Да, верувам. Се констатираше. Океј, значи љубовта не е навик. Не е навика. Дефинитивно добро. Кажи ми, дали имаш често војна меѓу срцето и умот? И според тебе, кој мислиш дека треба да се следи? Па ја верувам дека срцето треба да се следи. Има често војна меѓу срцето и умот. Срцето се следи пошто од таму доаѓа искреноста, а умот некад калкулира, мислам али мислам дека срцето дефинитивно треба да се следи. Си имал ситуација каде што си го следел умот па си направил грешка? Многу пати, да, многу пати. Мислам и обратно. Среќа што нема шум, па. Следно што сакам да те прашам, кажи ми, што мислиш за оние парови што ставаат слики за нова година во исти пижами со новогодишни теми? Не мислам ништо, брат, као мислам многу ми е глупо, као ајде да се сликаме. Мислам дека тоа е насилство од жената, од страната на жената, свееш кој. Ова го кажуваш од искуство или? Не сум се сликал до сега, ама мислам дека тоа е за тоа да дојдеме на исто ниво као и жените имаат насилство врз мажите, као што ги тортурираат да се сликаат у исти алишто, односно облеки или пижами, као мислам, многу ми е смешно и не можам да зборам на таа тема, ама мислам дека тоа е насилство од страна на жената врз мажот и мораме да си ги браниме ние нашите права. Као мене не ми е пријатно да се сликам така и као да глумам лудило сееш. Во ред, малку ја прошири темата, можеби од искуство, можеби ова беше се смеам за да не заплачам, но во ред. Кажи ми, сакам да те, ќе го фатиш после микрофон, сакам да те прашам и дали ти имаш онаков ugly Christmas jumper? Имам, пошто ме отераат од дома, тоа пак ќе кажам, да, морам да го имам. И ме тераат фотосесија, која заедничка, семејна, фамилиарна, сите исто облечени. Ама ајде да бидеме као да ги споштуваме нашите жени. Сакам и да те прашам, исто интересно прашање, поврзано со нова година, дали памтиш, дали се имаш мувано, да речеме, нели тој познатиот термин, лапано, дали се имаш баш за новогодишна вечер? Да, си имам. Што имам сликан? Да, брат, у 2012-2013 година си имам толку унесено улапањето, умувањето, тоа што ти го кажуваш. И дури имам и слика една од таа пригода и баш беше новогодишна вечер и бев толку презаљубен, као и ушите ми беа црвени и беше, мислам, целата атмосфера беше прекрасна и никогаш не би ја заборел, мислам, као за тоа и сликата, само да не мислам. Јас тога ќе ти се заблагодарам многу. Сакам да им посакам на нашите гледачи среќна нова година, во 2026 да го остварат она што не го оствариле во претходната година. Нова година реално може да ви биде секоја вечер. Сакајте се, мувајте се како бомба и
му го давам микрофонот на Бомба да ви посака нова година и да ви испрати порака. Ве сакам. Чао. Ова ве сакам беше многу интересно, али јас сам да ви кажам дека сте прекрасни, драги мои прекрасни луѓе, и да уживате и живеете животот сега и тука, додека сте у моментов, у сегашноста, и да сте живи и здрави пред се. Тоа е тоа. Фала ви многу.